Истината наша репортажа е од Битолско-Пелагонискиот регион. Тука посетивме една задруга, земјоделска задруга, која што главно е фокусирана на градинарското производство, градинарско производство на отворено. Ги прашуваме како поминаа годинава со пиперката. Пиперката за конзервните фабрики тие годинава на дел од своите насади применија и некои по-нови производни технологии, се задоволни од досегашните резултати и би сакале да ги споделат и тие, но и Агенцијата за поддршка на развој, која што под нивни надзор се правеа тие испитувања, сметаат дека иднината на производството на пиперката на отворено треба да се базира на повисоки агротехнички мерки и примена на некои нови сознанија што ги бара пиперката за да биде поиздржлива на отворено, особено на вакви климатски услови како што веќе ги имаме оваа година. Производството на црвената пиперка за домашен највар и за конзервната индустрија е една од позначајните работи во земјоделството. Како што е незамисливо да се остави едно семејство во пиперки црвени за зимница, така и за конзервните фабрики, една од главните суровини за преработка е токму црвената пиперка. Но годинава една од потешките за земјоделците кои ја произведуваат оваа култура, во времето кога се произведуваше расадот ладно и врнежливо, па во текот на вегетацијата топлотни шокови. Во обиколка на производни парцели со црвена пиперка го затекнавме и професор Јанкуловски. Ова година карактеристична, ама во негативна смисла, затоа што целиот период вегетационен уште при сеидбата, поставување на расади и така натаму, прво имавме многу ладен период во фаза на производство на расад. Потоа, после расадувањето, фатија едни долготрајни и високи температури, што во една фаза од растот и развитокот на растенијата им престана интензивното растење. И често сега оваа година пиперките се со помали димензии за разлика од претходните години, односно кога имало поинакви услови. Дали се одразува врз квалитетот на пиперката? Секако дека се одразува, меѓутоа квалитетот е сортна одлика и зависи од процесот на производството, но и сортна одлика, но сепак задржан квалитетот, кај оние вистина сорти кои се имаат свое педигре. Колку и да беа неспецифично лоши производните услови, помали проблеми имаа земјоделците кои ги пременуваа сите агротехнички мерки и нешто повеќе. Затоа какви се ефектите од примената на некои нови агротехники? Испитувања вршеа од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, на дел од нивите на задругата од Кукуречани, каде и советниците и производителите беа задоволни од резултатот. Една од редовните активности во програмата за работа на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството е и поставување на демонстративни опити за различни култури на различни површини, односно различни региони ширум државата. Еден од тие демонстративни опити беше и подобрена куртовска капија со користење на зеофит во парцелите на ДКК Фудс од село Кукуречани. Станува збор за користење на зеофит кој што е органско ѓубриво, кој што содржи калциум и магнезиум, кој што со фертигација, односно инкорпорирање преку лист имавме 5 пати аплицирање, при што калциум и магнезиум беше како дополнително ѓубрење, односно дополнителни хранливи елементи, додека азот, фосфор и калиум беше инкорпориран со основното ѓубрење. Имаме подобар принос, односно голем принос, зголемен производ, пиперката има поголема форма, имаме зголемена, односно подобрена боја, така да сето тоа кое ќе се собере на едно место покажува нешто подобро во однос на традиционалното работење. Подобрената куртовска капија е она видоизменета од куртовска капија која што е под контрола на поранешниот професор сега во пензија Мартиновски, кој што редовно го контролираше опитот, покрај советникот Ана од Ресен, која што беше одговорна за овој демонстративен опит. Така да ги видовме резултатите, ги согледаа и дел од земјоделците, но ова не ни е доволно, затоа што преку вашите емисија ќе видат дека има нешто подобрено, но целта е во следната година да поставиме демонстративни опити ширум државата со истата култура. Тоа ќе биде претежно во Радовиш и во Струмица. За ова година поставивме само на подобрена куртовска капија и во Ресен на дел од производителите со јаболка, но затоа за следната година тоа ќе го имплементираме на различни култури ширум државата. Резултатот ќе си го видат сами.
целта е да видат дека со органско ѓубре за калциум и магнезиум, кој што има сертификат за користење на како органско ѓубре, може да добијат подобри резултати. Значи не е се само во хемикали или во пестициди или сертифицирани ѓубрива, има нешто што се произведува во кај нас во државата, а што може да послужи и во субвенционирањето со повисока ставка. Освен значењето во исхраната, овој минерал испрскан на површината на растението помага и при високи температури за намалување на проблемите со изгорениците. Токму пиперката е растение кое е осетливо на екстремно високите температури, какви што беа проблематични годинава, и употребата на ова ситна мелена руда, која има и во Македонија, многу помага за растенијата полесно да се адаптираат на жешкото лето. Демонстративниот опит е токму и затоа направен. Со употребата на новиот препарат Zeofit Forte, кој што беше овдека практикуван, значи на оваа нива, сакавме да покажеме кое е дејството на калциумот и на магнезиумот врз производството на пиперката. И сите кои што беа заинтересирани и кои што беа запознани, значи сите дека се извршува ваков опит, затоа што нивата е во собственост фактички на задругар од задругата ДКК Foods. Преку нив ги информиравме сите дека овдека се извршува тој демонстративен опит. Сите може да дојдат и да видат, да се посоветуваат со нас и нели доколку имаат желба да го испрактикуваат истото што го практикувавме и овдека. Со оглед на тоа што самиот препарат содржи околу 35% калциум и 5% магнезиум, кои што се клучни, значи во формирањето и на самиот корен, стеблото, листот и на крај, значи на самиот плод пиперката. Резултатите се прекрасни. Значи имаме зголемен плод, имаме значи зголемена продуктивност и принос некаде преку 25% за разлика од претходните години. И она што му беше многу битно и на производителот, значи и нас, за да видиме да докажеме, е дека калциумот и магнезиумот се извршија својата функција и плодовите се без напајва на трулеш на плодот, поготово нели во врвовите и на плодот и на листовите. Вие како задруга секогаш се трудите нели да приметнувате научни сознанија, повеќе технологии современи за да добиете поквалитетно производство. На што се внимава, колку се е тоа важно и колку на крајот се одразува на крајните резултати? Сето е важно. Тоа почеток е со самиот расад. Па после со самите препарати, со самите технологии, ние соработуваме со Агенцијата за поттикнување на рурален развој. Ти идат на терен, нон-стоп ни кажува што како понатаму. И така, се гледаме да запазиме тие нови технологии. За производителите на црвени пиперки, кои секоја година имаат проблеми, секоја новина од науката е добре дојдена, да помогне во задржување на производните резултати и задржување на профитабилноста на пиперката ајварка.